Македонците од германскиот град Келн обвинуваат за тотален хаос и дезорганизираност при синоќешното транспортирање на македонските граѓани со така наречениот хуманитарен лет. На аеродромот во Келн Бон по список биле повикани 200 луѓе, а авионот имал само 180 седишта. Плюс на аеродромот пристигнали и македонци кои што биле вклучени за овие хуманитарни летови во официјалната Вибер група, која што била направена од страна на представник на владата, а таа Вибер група броела дури 350 членови. Сега на аеродромот биле заглавени над 40 луѓе кои што не знаеле каде да одат. Синоќешното патување испадна во таков неред што остана 40 преку 40 луѓе на милост и немилост кои се оставени таму да спијат буквално на аеродромот, пошто ни еден хотел во Германија не прима гости, забрането е да примаат гости со коронавирусот. Има тука и постари персони, да има и деца, за жал, и тие останати се буквално на аеродром да спијат на терминалот. Што викаат од Министерството за надворешни работи, кога ќе се реши оваа ситуација? Да чекаат понатамошни инструкции, се дури не ги известа за понатамошен лет, евентуално доколку би имало втор лет. Македонците се благодарни на представниците на нашето конзуларно представништво во Бон, но велат дека односот на владата бил несериозен. Дел од македонците патувале и над 400 километри само за да се качат на овој лет. Не можат да влезат, а биле исконтактирани од Министерството за надворешни работи, каде што им било кажано да дојдат во 3 сатот на аеродром, во 15 часот, пошто ќе летаат за Скопје. И сега ние се ставете се од таква некој воопшто нема списокот официјален, а биле на тој список што курирал на Вибер, па така дојде до неспоразум. Синоќа 50 минути по полноќ авионот со 180 наши државјани слета на скопскиот аеродром и според протоколите граѓаните се сместени во карантин во хотел Дрим во Струга. И тие го потврдуваат хаосот кој што вчера владеел на аеродромот во Келн. Миле Николовски, ако не беше од Прилепова детело таму, заедно со од амбасада Славица, ќе се направеше голем хаос. Тие на сите рекламни уреди го можеше да дојде до голем конфликт, до голема калга, расправија тепачка, сите навалиме на шалтерите наеднаш, а никој ништо не информира. Македонците од Германија бараат итна реакција на владата за што побрзо решавање на оваа ситуација.